Падна златото. Денес грам се тргува за 126 евра. Добре дојдовте на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има друго ново. Арами краделе кабли во Железара. Добија кривични пријави. 3 лица добија кривични пријави бидејќи на почетокот на месецот краделе кабли од кругот на фабриката Железара во Скопје. Како што информира основното јавно обвинителство, тие во првите денови од март годинава украле различни видови кабли, вредни речиси 200.000 денари, сопственост на правно лице од Кавадарци. Додека краделе, оштетиле и кабел кој е дел од јавната електрична инсталација, вреден 800.000 денари. Кога ги натовариле каблите во автомобил и се обиделе да ги изнесат од кругот на фабриката, биле откриени и лишени од слобода. Уште една вест од хрониката. 6 жители на Кумановско, Тетовско и Гостивар вчера вечер пред полноќ се уапсени откако организирале борби со кучиња на периферијата на Куманово, соопшти полицијата. Лица со иницијали СР 34 годишен, АМА 31 година, АМА 27 години и ЈК 38 години, сите од Тетовско. СА 40 годишен од Кумановско и НМ 62 години од Гостивар биле приведени во полициската станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе следуваат соодветни пријави. Владата и Министерството за одбрана денеска во касарната страша Пинџур во Скопски Петровец ќе представат 17 нови лесни оклопни возила Страјкер, набавени од Соединетите Американски држави. Возилата се дел од договорот за опремување на Арама со лесни оклопни возила. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во рамки на официјалната посета на Хрватска денеска ќе одржи предавање на Правниот факултет во Загреб. Таа вчера во Загреб беше пречекана со невисоки државни и воени почести од хрватскиот председател Зоран Милановиќ, пошто се сретна и со премиерот на Хрватска Андреј Пленковиќ. Коста Кецмановиќ, извршителот на масовното убиство во основното училиште Владислав Рибникар, денеска ќе сведочи на судењето на неговите родители Владимир и Милјана Кецмановиќ, кое започна од почетокот кон крајот на јануари годинава. Момчето кое не може да биде судено за злосторство, што го сторило бидејќи немало 14 години, веќе сведочеше за време на претходните судски постапки на неговите родители, како и тогаш тој ќе биде донесен од клиниката каде што се наоѓа, а судењето е повторно преместено во специјалниот суд од безбедносни причини. Момчето кое го изврши масовното убиство за време на претходното сведочење рече дека пукал во своите врсници бидејќи бил под притисок од своите родители, а освен што ја префрли вината на своите родители, рече и дека сакал да биде психопат. Што има ново во светот? Израелската војска објави дека утрово започнала нови големи напади врз цели во Иран. Нападите беа насочени кон иранската инфраструктура, а очевидци потврдија воздушни напади во северозападниот крај. Во меѓувреме, сирени за предупредување за ракети се огласија во Израел рано утринава, како одговор на иранските напади. Иран исто така продолжи да го зголемува притисокот врз своите соседи од заливот. Министерството за одбрана на Саудиска Арабија соопшти дека уништило најмалку 8 дронови во богатата со нафта источна провинција, додека сирени за предупредување за ракети се огласија и во Бахрейн. Кувајт соопшти дека соборил неколку дронови, вклучувајќи го и оној што погодил резервоар за гориво на нивниот меѓународен аеродром, предизвикувајќи пожар. САД изработија план од 15 точки со цел да помогнат во завршување на војната со Иран, велат лица запознаени со прашањето, што укажува на зголемената итност во администрацијата на Доналд Трамп да се стави крај на конфликтот, додека економските последици растат. Американскиот председател притиска за разговори со Иран во обид да се запре борбата. Планот му е доставен на Иран преку Пакистан, изјави едно од лицата кое сакаше да остане анонимно. Деталите од предлогот со 15 точки остануваат нејасни, иако Трамп јавно посочи дека секој договор би морал да вклучува забрана Иран некогаш да поседува нуклеарно оружје или да збогатува радиоактивен материјал за цивилни цели.
Од друга страна пак, Техеран се сомнева во искреноста и подадената рака за диалог на Трамп. Иранските представници им кажаа на земјите што посредуваат во мировните преговори со САД, дека председателот на САД Доналд Трамп веќе ги измамил 2 пати и дека не сакаат повторно да се изгорат. САД инсистираат на разговори во живо, но Иран е сомничав, бидејќи за време на претходните 2 рунди разговори Трамп одобри изненадувачки напади, тврдејќи дека се уште бара договор. Во меѓувреме, иранските представници им кажаа на медиаторите Пакистан, Египет и Турција дека американските војни маневри и распоредувањето за силување во регионот само ги продлабочија нивните сомневања дека повикот за разговори е измама. Поостриот пад во понеделникот, цените на нафта повторно значително пораснаа. Ова ги намалува очекувањата дека федералните резерви на САД ќе ги намалат каматните стапки оваа година, или како што пренесуваат странските медиуми, Wall Street падна. Шефот на Shell, Wael Sawan, предупредува: Европа би можела да има недостиг на гориво веќе следниот месец. Поради ова, европските влади со цел да спречат недостиг би можеле да бидат принудени да ја ограничат побарувачката за енергија, што е мерка што не е преземена од енергетската криза од 2022 година, пишува британски телеграф. Пентагон планира распоредување на 3000 падобранци на Блискиот Исток. Овие елитни единици се обучени за изведување воздушни операции со користење падобрани. Согласно повеќе медиумски извештаи кои се повикуваат на необелоденати американски функционери, предвидено е испраќање околу 3000 војници за поддршка на операции против Иран, но степенот на конкретност на овие намери останува нејасен. Згаснува уште еден медиум во државава. Радио Слободна Европа на македонски јазик престанува со работа на крајот од месецов, објави светската мрежа на РСЕ на социјалните мрежи. Радио Слободна Европа ги затвора бројните подружници низ светот откако администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп го укина финансирањето на медиумските проекти надвор од САД. А од денеска до 29 март во комплексот Борис Трајковски ќе се одржува Саем на мебел 2026, годинава под слоганот Инспирација за секој дом. Изложувачите ќе представат производи и најнови трендови во дизајнот и уредувањето на просторот, иновативни решенија за модерно живење. А ќе има и нов сегмент кој оваа година е во фокусот на Саемот, посветен на монтажни и модуларни куќи. Саемот на мебел 2026 за посетителите ќе биде отворен секој ден од 10 до 20 часот, а на последниот ден во недела ќе работи од 10 до 17. За крај метео, времето денеска ќе биде променливо облачно со подолги сончеви периоди, а од утре дожд и заладување. Денеска ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Максималната температура ќе достигне од 13 до 19 степени Целзиусови. Погледнавте вести, ви благодарам на довербата, повеќе содржини ќе побарате на нашиот сајт и секако на нашите социјални мрежи. Ви благодарам за довербата.